Продолжуваме со нашите авантури низ нашата прекрасна Македонија. А во првата епизода од новата сезона ве носиме во славниот регион Копачка. Движејќи се од Кичево накај Охрид, на само 10 километри после Кичево, ја догледавме таблата на влезот во село Извор. Живописното село Извор се наоѓа во близина на градот Кичево во Западна Македонија. Според официјалните информации, селото најголем број на жители броело на пописот во 1961 година, кога во селото живееле 163 жители. Додека денес во селото има само 11 постојани жители. Додека според локалното население, некогаш селото броело преку 650 жители, а денес има околу 40 постојани жители. Додека се движевме по калливиот пат, покрај градежните активности на автопатот Кичево-Охрид, и ги гледавме велосипедистите како се симнуваат од планината, знаевме дека одиме на преубаво место. Сушност одевме во местото од каде што извира животот. Одевме во селото кое се наоѓа на самите извори на реката Треска. Една од најживописните реки во нашата преубава Македонија. А изворите на Треска во село Извор се рај на земјата, кој не може да се опише со зборови, туку мора да се доживее. Покрај нив запираат сите маки и тука тишината во комбинација со жуборењето на бистрата вода ги одмора срцето и душата. Во малата семејна куќа, околу која се простира прекрасна бавча, на само неколку метри до прекрасните извори, го најдовме нашиот домаќин Зоран Костадиновски. Чичко Зоран долги години живее тука во Извор, каде во своите пензионерски денови се занимава со градинарство, одгледувајќи градинарски култури во својата градина. Јас сум Зоран по име, презиме Костадиновски. Потекнувам од село Душогубица. Тоа е горе, високо под Бистра, вамо горе. Со емотивни спомени ни ја раскажа својата животна приказна, преплетена со разни искуства, кои повторно на крај завршуваат тука крај изворот на реката Треска. Од село Душогубица. Слезен сум овде негде 70 година. Овде сум слезен. Работен бе во пошта овде, кај не сум бил по светов. И Америка, и Австралија, и Канада, и секаде во Австралија бев иселен, со се жена, со се деца. Загина 72 година брат ми во војска и старите писмо за писмо, телеграми, враќај се, вратете се, да гледаме внучињата, да гледаме деца, да се радуваме. Ние се вративме од Мелбурн од Австралија, скоро 2 години седавме таму и се вративме. Ова беше од дедо, прадедо уште, некој пат, ни татко ми не памти тоа место, овој платов се овде. И живеев прво овде в село во една зграда, државна зграда, ја се преселив овде, го направив ова, како го направив со маки овде. Градев овде, како градев, ме стопира, рушеја, едно, друго, застанав тука, и се запослив пошта од Австралија. Пошта 34-5 години, 50 години работев овде пошта и останав тука, ни угоре, ни удол. Како и сите села низ нашата држава, така и Извор е жртва на иселеништвото кое ги опустошува нашите села. Зашто со тешко срце ни раскажа Чичко Зоран. Децата расфатија, кој Кичево, кој Скопје, нема перспектива овде. Која перспектива овде? Јас се пензионисав и останав овде. Кај да одам? Ни угоре, ни удолу. Ко се запослив ја во поштава овде. 660-70 пензионери имаше, сите од НОП што бе овде. Сите беа борци од овде, од овие селава. Овде гравитираат 7 села. Овде се Извор, Душогубица, Кленоец, Поповец, Малковец, Ехловец и Иванчишта. 7 села. Во сите тие 7 села имаше испод 400-500 жители, немаше помалу. Сега во Иванчишта, тоа е најголемото село што е, сега само тројца се.
Во Душевубица има негде до 13 души, до 13 члена. Овде има 30-40 души, пошто е по-рамно и повеќе се занимават, повеќе се имат занимација. По-друго и превозот, немаме ни превоз, немаме ништо, нема ни комбе, нема ни продавница, нема ништо. А ако работев овде имаше продавници, 3 продавници и местна канцеларија, и полиција, и шумско стопанство. Сега ништо нема. За леп мораме да порачаме по други овие што дошле, со викендичиња, што ќе одат Кичево, што ќе појдат, па лет да порачаме лепче, да порачаме друго нешто. Тоа е катастрофа. Чичко Зоран ни раскажа и за изворот на реката Треска, кој се наоѓа покрај неговата куќа, за тоа како е да се живее покрај една таква убавина, како и за спецификациите кои ги има овој извор. Само во село се викат село Извор. Извор се викат поради рекава Треска, што извира од тука, извор. Рекава Треска, никој не памти од кога е. И стари луѓе сме прашувале колку години тоа годиње, многу години има. Никој не памти кој од кога извира. Одамна многу. Многу е студена, 9 степени е лете зиме. 9 степени е студена вода многу. Во 2023 година, на самиот брег крај изворите, започнала изградбата на храмот на Пресвета Богородица. Изградбата се уште трае и после завршувањето храмот треба да биде централен верски објект во селото. Веднаш до црквата се наоѓа и фабриката за флаширање на вода за пиење, чие функционирање е во застој поради изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Кој автопат поминува низ селото, а еден виадукт се издига веднаш над самото село. Зашто Чичко Зоран го кажува следното? Автопатот се правише со пчев, мислиме дека ќе ни го смени животот, ама ни го промени негативно. Од 2014 година ко почна, тоа не знам колку тони експлозив имат потрошено само, колку потреси испука и куќи, си попадна и тараси, попадна и... Никој ништо не мрда со уше. Автопатов кога ќе биде, и зашто ќе послужи за топат и кога ќе биде, никој пат. Како мисли од мене, никој пат нема да биде. Се надеваме дека уште 2 години, 3 се насе, ама не знам. Иначе, автопатов не очекуваме нешто подобро. Еве го кабербет автопатов, а ние сме овде, тоа е сиот чат, сиот онаква, сиот гара се биде, овде во котлинава се биде. Автопатот се гради, а ние ја привршуваме и овонеделната авантура во село Извор, со желба за иднина во која ќе има голем број на жители кои ќе се возат по тој автопат. Се надеваме дека прекрасната убавина и природно богатство со кое располага ова село ќе стане дел од богатата туристичка понуда на нашата прекрасна татковина, што ќе донесе просперитет за идните генерации и ќе ги направи младите својата иднина да ја гледаат тука во својот роден крај. А до тогаш довидување. Се гледаме наредната недела на нова авантура низ нашата убава татковина.